Мнозинството советници на последната седница го усвои општинскиот енергетски план за 2027 година. Годишниот план го изработил Виктор Димитриевски, консултант. Според законот, процедурата предвидува дека инвеститорите што прават енергетски објекти над 1 мегават, иницијативите ги доставуваат директно до Министерството за енергетика, а за под 1 мегават секогаш иницијативите се доставуваат до соодветните општини. Понатаму општините имаат обврска да изготват општински енергетски план. Нормално, овие општински енергетски планови прво е предвидено да се изготват први, односно иницијативите се доставуваат најдосна до 1 април тековната година за наредната година. Понатаму општините имаат обврска да ги изготват плановите и да ги достават до Министерството најдосна до 15 мај и Министерството после ги зима во предвид сите општински планови, но и сите иницијативи што се доставени директно до Министерството и прави во тек на октомври месец еден генерален план годишен што е за цела држава. Сега нормално, тој годишен план се усогласува со операторите на пренос, оператори на дистрибуција на електрична енергија, Министерството на транспорт и врски и така натаму, за да се види дали сите иницијативи кои што се содржани во плановите и во годишниот план кој што го прави Министерството, можат да се вклучат практично во постоечката инфраструктура или, ако во моментот не можат, што е потребно да се направи, тоа го прави Министерството во соработка со операторите на инфраструктурата односно енергетската инфраструктура во Македонија. Отприлика таа е процедурата за конкретно овој план за 2027 година е направен врз основа на, како што го спомна веќе, Законот за енергетика и релативно ново донесениот правилник за изготовка, баш кој ја дефинира формата, содржината и методологијата за изработка на енергетскиот план, затоа што во самиот правилник се дадени точни барања што точно треба да содржи општинскиот план. Накратко, не би должел премногу, земени се во предвид, ја како изготвувач на овој плански документ, ги земав во предвид сите релевантни документи што беа доставени до мене, сите релевантни документи кои што ги има и нормално иницијативите што претходно до општината биле доставени во законски предвидениот рок, односно до 1 април. Што содржи планот? Содржи прво увид и преглед на постојна состојба на енергетската инфраструктура во општината, постојните приклучени извори на енергија од обновливи извори, односно производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија, понатаму состојбата со енергетска ефикасност, сите плански документи што општината ги има за унапредување на енергетската ефикасност, транспортот, вклучување на електрични возила, односно полначи за електрични возила од тој дел на инфраструктурата, справување со енергетска сиромаштија. Тоа се пред се работи што се заснуваат на други плански документи што се на државно ниво, се однесуваат нормално из општина Куманово. И тие се, значи, целата концентрација на планот за 27 година, кој што ќе биде земен, сега да резимирам, кој што ќе биде земен во предвид при донесување на годишниот државен план за 27 година.